оценувате вие како председател на политичка партија Демократи нивното владење? Дали се живее подобро од минатите 2 години? За жал, 35 години, ако гледаме секој ден, секој година, секој месец, се живее полошо. Еве, скоро 2 години зборуваш се на власт. Да. Ајде да видиме која фабрика отвори. Да видиме. Направија, почнаа да градат електрана, дали е хидроелектрана, дали е на Вардар, дали е на Црна, не е битно. Почнаа да прават некоја електрана кој што ќе произведува електрична енергија за 20, 30, 50% од народот. Знаеш денес што се прави? На своите пријатели или политичари кои што имаат некој динар што го украдија, градат, ни ги уништуваат полината кај што треба да се произведува храна, фотоволтаици. Ќе направат на хектар, 2, 3, пример зборувам, тамам да уништат површината за најквалитетна површина за производство на храна. Кажете која фабрика е направена. Ни го пуштија безбеден град за да берат пари. Тоа е супер. Секојаш ќе речем, негде нека се постават камери да се контролира брзината. Но ова што се прави ти да поставиш толку камери скоро на секоја раскрстица и нормално на секоја улица. Реално шоу. Реално шоу. За 10, пазите, 10 за неполни 14 дена 10.000 казни. Значи ние се правиме, го смене кривичниот законник, си ги намалија казните. Се прават и цело време се обвинуваат едни со други, како опозицијата, како овие, како оние, но јас го прашувам Мицковски владата заедно со собрание. Што вие имате направено? Еве вие Мицко како влада, како премиер, што ти господин имаш направено за ова држава? Кои фабрики се имаат отворено? Дали сте намалиле данок на промет, ДДВ, што ние секој сакаме да биде 6%, не 18%. Дали сте изградиле некоја клиника, некоја болница? Дали сте изградиле фабрика, што велам? Како економски ние не одиме напред, младите продолжуваат да ни бегаат. Значи, за 2 години, за жал, уште полошо. Така. Полошо затоа што време одминува и некои претходните и тие, бидејќи се менуваат на 3, 5, 10 години, тешко нас на народот со овие луѓе. Нас пак ќе речем, ни треба квалитетни луѓе кои што знаат да развијат врвна економија, здравство, образование и све друго што е потребно. Спомнавте даночната политика, данокот го спомнавте, го начнавте, ми доаѓа како едно подпрашање. Во каква насока оди владата околу даночната политика? Дали ви се допаѓа и што вие би направиле околу ова даночна политика, околу данокот? Па види, владата, сегашната влада не прави ништо. Тие сакаат данокот да биде 10%. Независно дали некој заработува 1.000.000 евра профит годишно или некој заработува 1.000 евра месечно. Или, еве да речеме, 10.000 евра годишно. Значи, замислете човек кој што фабрика, фирма, индивидуале заработува огромна сума на пари, тој треба да плаќа прогресивен данок. Што значи тоа? За гледачите некои што не знаат. Да. Прогресивен данок едноставно е ако повеќе заработуваш над одредена сума во месецот, во годината, да плаќаш прогресивен данок. Значи не имам објаснато и пак ќе објаснам. Ние во Македонија, некој што заработува 1.000.000 евра, над одредена сума, пример, над 100.000 евра, треба да си плаќа 40 пример проценти. А првите 10.000, 12.000 евра, 15, не треба да плаќа ништо. Затоа што ти на 1.000 евра, ако некој пример му земаш данок, што е тоа? Што ќе му остане? Но понатамо луѓето што земаат повисоко почнуваат стапки од, да речеме, 10, 15, 20, завршува до 100.000 евра. Пример, ако некој зема 80, 100.000, на те од 80 до 100.000 ќе му земиш, да речеме, 25%. Но ако ќе стигне до 100.000, тогаш на сите примења што ги зема, ќе му земаш 40%. Во многу држави како Шведска, Данска, Норвешка, таму данокот е негде скоро 50 нешто 60%. Така. Во некои држави може да и помалку. Значи ние се бориме за прогресивен данок
И јас самија, ако земам многу голема плата, се сложувам со тоа, затоа што имам и да одделам, да вратам према државата, према народот пари што сум заработил, а имам доволно да ми остане.